Би сакала да започнеме со денешната наставна единица, а тоа е составни независно сложени реченици. Целите на оваа наставна единица се вие да знаете кои сложени реченици се всушност составно независно сложените реченици и при тоа да умеете да ги препознавате, да ги составувате и да ги употребувате овие видови на реченици. За постигнување на најдобри резултати од вас би побарала да извадите пред себе една тетрадка, пенкало и да започнеме со работа. Најпрво би сакала да направиме едно повторување на вашите досегашни знаења. Верувам дека ќе можете и самите да ги одговорите неколку те прашања кои што ги имам подготвено, меѓутоа сум тука и за да ви помогнам. Која реченица е сложена реченица? Сложена реченица е она реченица која во својот состав содржи два или повеќе прироци, односно сложена реченица е она реченица која што во својот состав содржи две или пак повеќе прости реченици. Следното прашање е, според структурата, како ги делиме сложените реченици? И верувам дека го знаете и одговорот на ова прашање, меѓутоа, според структурата, сложените реченици ги делиме на дел реченици, односно една главна дел реченица и една или повеќе зависни, односно независни дел реченици. Понатаму, според односот меѓу дел речениците, како ги делиме сложените реченици? Верувам дека сте го спомнали и ова досега. Според односот меѓу дел речениците, сложените реченици ги делиме на зависно сложени и независно сложени. Сега, кои се независно сложени реченици и зошто велиме дека се тие такви? Независно сложени реченици се оние реченици каде што дел речениците меѓу себе се во еден независен однос, односно не зависат една од друга. Тоа значи дека во една сложена реченица можеме да поделиме на две или повеќе прости реченици и при тоа тие можат да стојат самостојно без зависност од главната дел реченица. Кои се видови на независно сложени реченици? Тоа се составни, спротивни, разделни, исклучни и заклучни. Значи, сите овие 5 видови независно сложени реченици, според својот однос, можат во самата структура да стојат одделно. Сега од вас би побарала да ја препишете оваа табела во вашите тетрадки. Верувам дека сте ја работеле досега техниката знам, сакам да знам и учам. Се што треба да направите е на самиот почеток од часов да застанете тука, да ја нацртате табелата во тетратките и да ги пополните првите две колони. Односно, колоната од делот знам, всушност тука пишуваме што мислиме дека знаеме или она што ние досега го повторувавме од претходните знаења, и во втората колона сакам да знам или што сакаме да научиме во теков на овој час, всушност го пишуваме она што го кажавме во делот цели на часот. Последната колона учам или што научивме, ќе ве замолам да ја оставите и да ја пополнете по завршувањето на овој час. Во овој дел ќе кажете што совладавте, што научивте од овој час. Да продолжиме. Моето мислење е дека наставната единица за составни независно сложени реченици најдобро ќе ја разработиме преку соодветни примери. Првиот пример, односно првата реченица е: Никола не дојде дома, па се загриживме сите. Оваа сложена реченица можеме да ја поделиме на две дел реченици. Првата или главната дел реченица е Никола не дојде дома. Прирокот во оваа реченица е не дојде.
Втората дел реченица во случајов независна дел реченица е реченицата па се загриживме сите. Сврзникот во оваа реченица е па и токму поради тоа оваа е независна дел реченица, а прирокот во реченицата е се загриживме. Целата оваа реченица, препознавајќи го не прирокот, односно сврзникот во оваа реченица, можеме да заклучиме дека е составна независно сложена реченица. Сега, понатаму важно е да кажеме кои реченици се составни независно сложени реченици, кои сврзници ги употребуваме во овие реченици и каква интерпункција користиме. Составни независно сложени реченици се оние реченици кои што соопштуваат напоредни дејства или дејства што се одвиваат во исто време. Тоа што значи? Тоа значи дека дејствата кои што се одвиваат во двете или повеќе дел реченици во таа сложена реченица се одвиваат во исто време или се одвиваат напоредно. Значи дејството во, да речеме, главната дел реченица и дејството во независната дел реченица се одвиваат напоредно или во исто време. Сврзниците преку кои што ќе ги препознавате овие реченици и кои што ќе ги употребувате за создавање на вакви реченици се следниве. И, па, та, ни, ниту, сврзувачките зборови не само што, туку и. Значи, ова се сврзниците преку кои ќе ги препознавате составните независно сложени реченици. Важен дел е исто така и интерпункцијата. Вие знаете дека во македонскиот јазик точно знаеме кога, каде и зошто се употребува некој интерпункцијски знак. Во случајов важен знак ни е запирката. Во составно независно сложените реченици важен знак ни е запирката и при тоа ја употребуваме секогаш пред сврзниците па и та. Додека пред сврзниците и, ниту, ни, не само што, туку и, не употребуваме запирка. И уште еден пример, кој што ќе го анализираме целосно. Реченицата не сакав да шетам надвор, ниту да седам покрај езерото. Оваа реченица гледаме дека е сложена реченица, е составена од две дел реченици, односно од две прости реченици, со оглед на тоа што имаме два прироци. Главната дел реченица е не сакав да шетам надвор. Дел реченицата, односно независната во овој случај дел реченица е ниту да седам покрај езерото. Сврзникот со кој што ги поврзуваме овие две дел реченици е ниту. Сега, спомнав еднаш, односот меѓу дел речениците во оваа сложена реченица е независен. Што значи, гледате тука дека не сакав да шетам надвор. Како главна дел реченица може да стои самостојно. Ставаме точка. Следната дел реченица, бидејќи е независна, ниту да седам покрај езерото, исто така може да стои како самостојна проста реченица. Од сето ова можеме да заклучиме дека оваа реченица е составна независно сложена реченица. Ви подготвив и неколку задачи кои што ќе ги изработите сами. Тука ќе успеете да ги примените знаењата кои што ги стекнавте во оваа наставна единица и при тоа, нормално, сме ги постигнале целите доколку ги изработите овие задачи. Првата задача е заокружи ги составните независно сложени реченици. Значи, во следниве неколку реченици вие ќе треба да ги пронајдете и да ги заокружите независно сложените реченици составни и тоа. Првата реченица е јас седам дома и учам по електронски пат. Втората реченица. Додека сите седиме дома,
Никола патува. Трета реченица. Јас учам македонски јазик, а Димитар германски. И последна реченица. Јана јадеше, учеше, па си легна да спие. Значи, вие во овие 4 реченици ќе треба да ги пронајдете пред се сврзниците, па според сврзниците најлесно ќе определите дали некоја од овие реченици е составна или пак не е. Составните независно сложени реченици ги заокружувате. Втората задача што се бара од вас е да напишите прозен текст со мотив од актуелните настани и случувања кои што моментално не окружуваат, со кои најчесто во овие моменти се среќаваме и при тоа во вашиот прозен текст да употребите што е можно повеќе составни независно сложени реченици. Значи, од вас се бара да напишите есеј, мотивот да го земете од сегашните моментални актуелни случувања и настани и најважно од се, во вашите есеи да употребите што е можно повеќе составни независно сложени реченици. Немате ограничувања во бројот на зборови, немате никакви такви барања, важно е да напишите есеј со воведен, главен и завршен дел, мотивот да биде од актуелните настани и случувања и да употребите што е можно повеќе составни независно сложени реченици. Тука е крајот на денешната наставна единица, тука е крајот на денешниот час. Се надевам дека разјаснавме добро. Се надевам дека ќе биде лесно да го усвоите, да ја усвоите оваа тематика. Се надевам дека повторно ќе се дружиме. Сега би сакала и се надевам дека сите ќе ја изработите вашата домашна задача и се гледаме некој следен пат. Уште еднаш ви благодарам за вниманието и пријатна